Напоменувам дека не се работи за судии кои не ја познаваат својата професија и својата работа. Напротив, се работи за искусни судии, со богато искуство, но под огромен политички притисок или некој од нив политички обврски. Подсетувам дека во петокот ми беше закажан термин на судска седница во време кога сите мои адвокати добија покани да присуствуваат на судско рочиште за предметот 27. април, каде судиката Добрива Кацарска веќе им изрече драконски парични казни заради неприсуство, а поради присуство на истите на друго судско рочиште во ист термин во истиот суд. Очигледно, намерата беше да останам сам, без адвокатска заштита, за да може полесно да се протурка седницата за овој предмет, за кој и самите судии се свесни и дека е незаконска и неправедна првостепената пресуда, и дека гонењето има и релативна и апсолутна застареност, бидејќи тоа пак е проста математика. И куп други процесни и други грешки и пропусти во постапката. Со ова ми беше грубо нарушено правото на одбрана и правилата и праксите на судот во Страсбург.